Добар ден, ученици! Јас сум Владко Секуловски, вашиот наставник од денешната е-училница. Отворете на страна 116 во учебникот. Лекцијата за денеска е правила и обврски со must и mustn't. Како што може да видите од сликите, станува збор за двајца другари кои отишле на планинарење. На првата слика може да забележите дека еден од планинарите паднал и има некаква болка. На втората слика гледаме дека тоа е со ногата, а подоцна доаѓа хеликоптер да им помогне. Каде отишле на планинарење? Да видиме во воведот над сликите. Matt and his friend Wayne are staying at a yacht hostel in Scotland. There on Ben Nevis, the highest mountain in Britain. Значи, Мет и неговиот другар Вейн престојуваат во младински хостел во Шкотска. Тие се на Бен Невис, највисоката планина во Британија. На кружната слика може да видите колку Бен Невис е оддалечен од Единбург. Овдека би сакал да спомнам еден интересен податок. Ако прашате на Google колку е висок Бен Невис, одма може да видите дека тој е висок само 1300 метри, а е највисоката планина во Британија. За споредба, во Македонија има 5 врвови кои се повисоки од 2500 метри. Значи пределот во Британија не е толку планински. Сега да го видиме целиот диалог. Најпрво ќе слушнеме аудио од диалогот помеѓу двајцата другари. Внимавајте на новите зборови и секако на празните места, на кои треба да ги ставиме речениците кои се наоѓаат под диалозите. Module 6, Unit 11, In the Wild. Step 1, Exercise 1. Listen and follow in your book. Matt and his friend Wayne are staying at a youth hostel in Scotland. They're on Ben Nevis, the highest mountain in Britain. Ow! Wayne, are you all right? No, I'm not. I can't move my leg. I think it's broken. Broken? Okay. Rule number 1, we mustn't panic. It really hurts. We must get some help, Matt. I'll go back to the hostel. Can you remember the way? Yes, of course I can. I'll be as quick as I can. I haven't got much food. You can have mine. And take my jacket. You mustn't get cold. Thanks, Matt. I can see my red jacket. Look, he's down there. It isn't going to be easy. We mustn't go too near those trees. Wayne, it's Matt. Wayne, can you hear me? Don't worry, Matt. He'll be okay. But we must be quick. Морет. Тоа беше снимката. Сега да одиме слика по слика. На првата слика, Мет прашува дали Уейн е во ред, затоа што слушнал дека паднал. Уейн вели дека не е добро и дека не може да ја движи ногата, мисли дека му е скршена. На втората слика, Мет изненаден прашува скршена, во ред вели правило број 1. Не смееме да паничиме. А Уейн вели дека навистина го боли и дека мора да побараат помош. На третата слика, Мет вели дека ќе оди до хостелот, а Уейн го прашува дали се сеќава на патот. Тука стигнуваме до празното место број 1, која од речениците одговара на празното место со број 1.
Прашањето почнува со can, можеш ли да се сетиш, значи одговорот е тој што завршува со can. D. Yes, of course I can. Се разбира дека можам, вели Мет. Јас ќе бидам најбрз што можам. На четвртата слика, Мет му ја дава својата храна на Уейн и исто така и неговата црвена јакна. На петата слика веќе стигнува хеликоптерот со помош. Стигнуваме до празното место број 2, што одговара на празното место со број 2. B. I can see my red jacket. Look, it's down there. Значи, Мет ја догледува својата црвена јакна и му покажува на пилотот, а пилотот вели It isn't going to be easy, нема да биде лесно. Зошто? Што мислите? Number 3. We mustn't go too near those trees. Последната реченица под Е. Не смееме да одиме премногу близко до дрвата. И последната слика. Празното место со број 4. Реченица. Wayne, can you hear me? Мет го прашува Уейн дали го слуша. На ова болничарот вели, не грижи се Мет, тој ќе биде добро. И на празното место број 5 одговара реченицата под C. But we must be quick, но мора да бидеме брзи. Ова се зборовите од текстот. Да може да ги напишете во тетрадките. Значи, сигурно знаете дека can е може, а can't е не може, но обрнете внимание, must е мора, но mustn't не е не мора, тука е не смее. Тука се изразува забрана со mustn't. Уште некој нов збор, кој може би го знаете, може би не, решив да ги напишам за секој случај. Да ги видиме уште речениците од колоните А и Б под сликите. Сега треба да ги поврзиме речениците од 1 до 5 со речениците од А до Е. Wayne can't walk. Значи Wayne не може да оди. Зошто? Затоа што овдека соодветни се речениците А или Д. Значи Wayne can't walk because his leg is broken. Number 2. When you're in a difficult situation, what should you do? You mustn't panic. Number 3. The people in the helicopter can see Wayne. Why? Because he's got Matt's red jacket. Луѓето во хеликоптерот можат да го видат Wayne, затоа што тој ја носи црвената јакна на Matt. Number 4. The pilot must be careful. Why? Because there are lots of trees. Пилотот мора да внимава, затоа што има многу дрва. Number 5. Wayne will be okay. But they must hurry. Реченицата со број 5 одговара со Б. Wayne ќе биде во ред, но мора да побрзаат. Тоа е се од денешната лекција. За повеќе вежби со must и mustn't, само напишете must, mustn't exercises на Google и има доволно вежби. Bye bye.